Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитуван заменик премиер на владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања господин Кочо Ангјушев, почитувана министерка за труд и социјална политика госпоѓа Мила Царовска, почитувана Нарине Сахкаин, постојана представничка на UNDP во земјата и наш партнер во имплементација на активните мерки и политики за вработување, почитувани представници на Стопанската комора, почитувани гости, почитувани медиуми, почитувани присутни. Што ми преостанува друго, освен да кажам дека оваа доверба што на Агенцијата за вработување е дадена, посебно денес со присуство на премиерот, вице-премиерот, мора да ја завршиме задачата успешно. Министерката постави и реализација од 100%. Јас верувам дека ќе успееме. 99% оваа година дека ќе имаме реализација. Се разбира со поддршка и помош на приватниот сектор, на граѓанските организации, невладени организации, на UNDP и сите оние чинители кои што учествуваат во реализација на оперативниот план за активни мерки и политики за вработување. Посебно ми е чест да присуствувам на овој настан. Агенцијата за вработување останува посветен сервис кон граѓаните, сервис кон приватниот сектор, бидејќи тие се наши партнери, се значајни чинители во реализација на сите активности. Од денеска, за да бидам бидејќи владата е премногу амбициозна, односно е сериозна во намерата за економскиот развој, за зголемување на вработливоста и намалување на невработеноста, Агенцијата се труди максимално да биде во чекор со владата, затоа токму денеска и ги објави огласите, односно јавните повици на кои што невработените лица и приватниот сектор може да аплицираат за искористување на финансиските средства одвоени од владата за активните мерки и политики за вработување. Денеска стартуваа јавните огласи за 7 програми и мерки за вработување. Граѓаните, стопанствениците ќе може да аплицираат во центрите за вработување. Стартуваше програмата за самовработување, стартуваше програмата за субвенционирање на плати, обука на работно место кај познат работодавач, обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, обука за побарувани занаети, програмата за практиканство и програмата за работно ангажирање јавни работи, каде што општините се исто така наш партнер во реализација на активни мерки и политики за вработување. Сите граѓани, сите невработени лица, стопанственици преку центрите за вработување ќе бидат запознати за начинот на аплицирање, ќе ја добијат поддршката за условите кои што треба да бидат исполнети. Исто така ќе бидат заинтересирани со критериумите, со начинот на апликација и сите заинтересирани страни кои ги исполнуваат условите за учество ќе имаат еднаков третман, а резултатите од селекциите транспарентно ќе бидат објавувани. Заложбите на владата се јавност, отчетност и транспарентност во работењето, во носењето на одлуки и во трошење на државни пари, така и во реализација на оперативниот план. Агенцијата за вработување ќе биде отворена, отчетна, транспарентна, без било какви без во ниту еден момент да биде некој дисквалификуван по било каков основ. Она што сакам да кажам дека останатите програми и мерки етапно ќе бидат реализирани, односно јавните повици ќе бидат спроведени во текот на месец март. Веруваме дека во оваа 2019 година ќе имаме успешна реализација. Би сакала да кажам дека оваа година опфатот на корисници ќе биде зголемен за над 2000 лица, од кои што над 4500 лица ќе бидат опфатени со обуки преку кои што невработените лица ќе се стекнат со знаења, вештини, како полесно би биле вработливи на пазарот на труд, покрај оние мерки и проекти кои што ќе доведат до директно вработување на невработените лица. Ви благодарам на сите, им благодарам на колегите од Агенција за вработување за посветеноста во 2018. Очекува владата од нас поголема посветеност, работливост, отчетност и сервис кон граѓаните. Благодарам на премиерот, на вице-премиерот и на министерката и на сите останати.